Звукот од ударот на чеканот на оваа наковална е еден од ретките елементи во старата Прилепска чаршија, кој е жив сведок за едно минато време, кога низ овие сокаци постоеле бројни бочвари, кујунџи, ортомџи, дограмаџи, ковачи и други занаетчии. Денес е бројот на прсти занаетите кои му пркосат на модерното време. 47 годишниот Зоран Михајловски е последниот ковач не само во Прилеп, туку и во целиот поширок регион. Имал муштерии од сите околни градови. Па од Прилеп, од Битола, од Крушево, од Кавадарци, Кавадарци не знам, може да имам, а главно имам муштерии од Кавадарци. А иде од околинава скоро од секаде. Зошто еве да го земе прво ковачкиот занает во изумирање? Не се живее од него, тежок ли е? Која е причината? За тежок е занаето, меѓутоа за живење може еден среден живот, нема да те креники знај колку, меѓутоа за живот се има. А изумира пошто младиве не се заинтересирани, нема кој да застани. Не сака едноставно, не сака да научи. Не за друго. А има потреба. Значи, регионов не е земјоделски навс, така да мора некој работи да се сработа на ковач. Со ковачкиот занает Михајловски се занимава веќе 20 години, а го наследил од таткото на неговата сопруга. Од тогаш секој ден е во овој дуќан кој постои повеќе од 100 години. Михајловски тука претежно кова секири и разни други земјоделски алатки. Што се произведувате? Што се барат муштериите од вас? Што се прави еден ковач, за тие што не знаат? И сега зависи кој како има потреба. Обично се земјоделски алатки, секири, лопати. Лопати не правиме сега, мотики подправаме, пајчката одиме на поправка за ново, многу ретко. Пошто има со фабрики, сега има фабрични, така да не се исплеќа да земиш нешто ново да правиш. И поевтини се тие. Обично на поправки сме. Освен муштериите, често пати го посетували многобројните туристи од целиот свет кои што доаѓаат во Прилеп. Доаѓаат ли туристи да видат еве како се работело порано, како се работи сега овој еден интересен занает? Да, идат туристи, стално и да се сликаме со нади. Прашува колку што можеме да се разбереме, ама ида. Кога да помине обавезно се сликаш. Од каде доаѓаат? Има ферни од Германија лани. Ида од Грција, од Хрватска има дојдено. Така, од различни земји. Купуваат ли нешто, сакаат да порачаат? Не, чисто онака за сликање, не за друго, не што да купуваат и нештото не му треба да го работа и затоа не купува. Меѓутоа интересни се луѓето, значи че сретниш луѓе ваму таму, некогаш ќе се разбериш, некогаш не, така да ида. За жал Михајловски нема наследник. Вели дека оваа работилница ќе постои се додека е способен да го работи овој занает. За сега немало кој да го замени. Има само еден помошник. Каде се гледате себе си во иднина? Дали имате наследник? Не. Овдека и... Па не знам, ќе видиме. Не знаеш што ќе донесе утре. Не знаеме кој знае што ќе биде утре или други ден или по други ден. Главно јас мислам овдека ќе биде. Старите занаети изумираат и нема децата млади неќе да работа. Ги нема кој да продолжи. Младежо неќе да работи, бара полесна работа. Нема деца, едноречено. Заминува странство? Замина тој сето странство. И нема, децата ги нема, не само за овој занает, за сите занаети нема младеж. Уште пожална е приказната на 82 годишниот дограмаџија Илија Јовановски, кој има дуќан веднаш до оној на Михајловски. Тука работел од 1952 година, но во последно време немал воопшто работа. Вели дека доаѓа секој ден да го отвори дуќанот. Не од има муштерии, туку од навик и од жал за една помината младост и едно убаво време. Јовановски вели дека за жал и тој нема свој наследник. Сега скоро ништо не работам. Така само времето го губам. Идам до ручек, некогаш од ручек, а не работам сега. А занатите зошто изумеа? Времето е виновно. Времето се мени. Нарочито нашиот занат со одоминската дограма
пропадна. Ние обично беме граđevinari, пенџери на врати. Стакларот Јован Колески е третиот и последен занетчија во редот на оваа улица. И тој за жал вели дека нема кој да го наследи неговиот занает. Тежок занает. Не е баш лесен, но мора да се работи. Имате наследници? Наследници нема. Нема. Децата си завршија училиште, нема кој да го продолжи. Дури можеме че работиме. Кој че не можеме, нема да се работи, тоа е тоа. И не може да се најдат деца за работа, про. Нема училишта, нема кој интерес нема во младите. А има потреба? Па потреба некогаш има веќе, ама поретко. Пошто сега веќе и готови производи ги има, се е на готово. Инаку, претежно ние нашиот занет изработуваме вака ништо стакла да намаси, слики, некоја рамка постара сега со новото време, со дограмава, ние зедо и работата. Но и покрај се, сепак старата Прилепска чаршија била и останала храм на мајтапот, каде се раѓа шегата и смеата, каде се забораваат проблемите и каде живее пријателството. Прилепскиот мајтап го има ли уште? Па, без него не можеме. Не се може без него. Без смеја значи не поминува еден ден. Не поминува ден. Мора нешто да се насмееме. Така да си врва денојте, убаво. Нема лутенка? Нема лутенка, зашто лутенка, што се? Еднаш ти, еднаш тој и така. Значи ако не се пошегуваш со некој не си прилепченат. Па нормално, таков ни е градо. Зашто разговарате тука кога седите? Нешто смеј, она, да помини дено. Ето, еден друг кажал некој вид, она, се смеем и така. И врви времето. Има ли се уште мајтап во чаршијата? Да, мајтап има уште во чаршијата. Ги напуштивме овие занетчи со надеж дека сепак можеби младите еден ден ќе започнат да се враќаат кон занетите и дека овие луѓе нема да бидат последните носители на духот на стариот Прилеп.